Денес сме заедно со колегите Миле Левков и Тимчо Цунски во посета на Кочани, каде што најголем дел од времето ќе го посветиме на средби со стопанственици, бидејќи она што во последниот период не загрижува најмногу се две работи. Тоа е преголемото задолжување, кое што државата го прави во изминативе 4 години и оди на товар на буџетот и на стопанството, и втората работа е сериозната закана од инфлацијата која што веќе ни се случува. Тоа значи обезвреднување на парите. Оној кој што можел со 1000 денари да купи нешто во декември минатата година, оваа година ќе му вредат тие пари за 200 или 250 денари помалку. И затоа сметаме дека стопанството е под голем притисок и во самата општина Кочани, и би сакале да ги сослушаме стопанствениците за да можеме да добиеме некакви предлози и идеи за преку собранието да им се даде сериозна помош, за да не биде ваквото безцелно задолжување да продолжи во иднина, да оди само на нови непродуктивни вработувања или на некакви коруптивни тендери, а да нема за возврат ништо за стопанството и за граѓаните. Повелете доколку има било кој прашање. Ваш коментар ќе може ли околу новите промени во СДСМ и околу второто прашање, историјата што излезе истражувањето на ИРВ и повторно актуализирање на загадениот воздух во Македонија? Па, она што може да се забележи кај актуелната власт, дека борбата за профит им е поважна од борбата за чист воздух. Загадувањето не ги интересира толку, колку што ги интересира на кој начин фирмите блиски до власта и до владини функционери, сегашни и бивши, може да направат профит на некој нелегален начин. Сметам дека ова е работа не само за оние кои што се занимаваат со екологија и граѓаните кои што сакаат почиста животна средина, туку и обврска на обвинителството за ова да поведе посебна истрага, бидејќи има сомнежи за сериозно кривично дело. За другата тема, поврзана со кадровските поместувања во СДСМ, јас би кажал само две констатации. Првата е дека партијата која што во изминативе 4 години смени 3 министри за финансии, дава сигнал дека нема концепт за економски реформи. И втората работа која што е загрижувачка, во Европа не се случува главниот директор на Државната управна агенција за собирање на даноци, на УЈП, да биде и партиски човек или послушник на премиерот. Обично директорите на УЈП во земјите членки на Европската Унија се лица со интегритет, кои што си ја вршат својата задача кон сите стопански субјекти подеднакво, независно од партиската припадност. Овде испаѓа дека кој е поблизок со фирмите на Заев или со фирмите на ДУИ, дека тој добива награда да биде партиски заменик председател. Затоа сметам дека ваквиот чекор дополнително ќе го влоши рангирањето на Македонија, кое што во моментов е на 111 место на листата на Transparency International за борба против корупција. Повелете доколку има некој други прашања. Колку има вистина у заканите кон председателот на ВМРО Стефан Мичковски по изјавите за конфликтот у Газа? Па тие закани постојат и се веројатно од некои, би рекол, по-радикални верски групи. За истите се известени надлежните органи, МВР и другите. Се надеваме дека навремено ќе реагираат, бидејќи политичкиот став на еден председател на политичка партија треба да биде слободен и не треба да биде предмет на било какви закани од домашни радикални структури. Дали очекувате датум за преговори? По однос на датумот за преговори, гледаме дека многу често Заев, Бујар Османи и Никола Димитров зборат дека е во прашање репутацијата на Европската Унија ако не додели датум. Јас би се согласил во една работа, дека овде е точно дека станува збор за репутацијата, но во случајов се работи за репутацијата на Заев, Димитров и Бујар Османи, кои што 4 години ветуваат две клучни работи, 600 евра просечна плата и почеток на преговори со Европската Унија. Денеска гледаме дека ниту има повисока просечна плата, ниту Македонија почнала преговори со ЕУ и владата ја губи репутацијата и на двете полиња.